предпоследно прашање, дали е точно? Предпоследното 20 минути. Дека многу пати, не ми го прекинува прашање. Дали е точно дека многу пати знаат и засмета епитетот каор, епитетот шиптар, затоа што имаш одлична соработка или одличен соживот со македонците? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Добар ден. Добар ден. Многу ти се радувам, виде? А? Ја тебе. Виделе како ти се радувам? Еве муабет да не ни извадат. Па, ти е галеко ни извадат. Ти си знаеме што сме си, нели? Така е. Како си го намести микрофонот, лал да ти, инако другите се мачат, јас се борам со микрофонот. Бени Шакири, дами и господа, добро вечер, на вистина или не. Еден различен подкаст на канал 77, број 1 национално радио подкаст, каде што е многу краток, многу динамичен подкаст кој што него многу тупиме по 2-3 сати, а при тоа разговараме за вистина, разговараме за тоа што најчесто ги интересираат гледачите, слушателите, тоа се јавните личности и нивните, народно кажано, нели, афери, оние работи кои што ние не ги знаеме, а сега ќе ги откриеме. Овој пат Бени Шакири е една јавна личност што долги години е многу популарен, долги години е еден од оние личности кои што секогаш е безвлакна на јазик, еден мој драг ценет колега од македонската естрада и човек кој што знае дефинитивно како треба да го направи доброто во неговиот свет, а тоа е во музиката. Бени Шакири, добре дојде после тебе емисија и на радио, подкаст емисија, YouTube емисија. Бени Шакири, знаеш што ме посега на Џон Траволта. Да, шо бе, тоа е убаво, тоа брендста ствараш. Никој не вика Џон. Сите вика Џон Траволта. Да, тоа е Бени Шакири. Тоа е добро. Тебе нема везе, не ми смета. Како те викаат по дома? Како ме викаат? Да. Па, пошто имам оштетен слух, кој се развикаат, да видиш. Не, бе, кажи, Бенчо, Бени, како? Бени, бе. Бени? Мајка ти? Мајка ми Бенчо ме вика. Бенчо. Бенчо. Да, па да, добро си ми кажал. Темпераментен си, доаѓаш од урбана скопска населба. Како млад сигурно сите ние сме правени наравно кажано глупости, да, али ништо што е во норми. Да, си загледал на детекторот да стават на лаге? Не, никад. А знаеш како изгледа? Не знам, али немам проблем. Од по филмови тоа што си гледал, да, нели? Да. Така малце глупо чувство ти е? Не. Знаеш дека те врза тоа, покажува везе, бри, дишење, пулс. И што? Па нема везе ако кажеш вистината, нормално дека нема ништо. Па и да не ја кажеш вистината, ми баш ме брига луѓе денес кад свашта прават и се снимаат и се пуштаат на по чудо интернетот, сега ти мислиш дека некого го занима Бени. Дали ќе излажи или не. Не бе, ке ти поставам овој прашање кој што ти нема поставено. Добро, пошто ги договоривме, така? Да, не ги договоривме, не ги бараше, ти си таков човек што не ги бараше прашањата. Добро, фокусирај се. За кратко ќе дојдат од реализација да ти ги наместат тие кабли, тие жици од нашиот детектор или полиграф. Веќе пулсот ми се убавува. Добро, не да ти кажам до сега. Ја не сакам да се снимам си од. До сега сум имал над 20 јавни личности, од кои биле адвокати, политичари, директори, пеачи, актери, глумци, спортисти и сите викаат да, оке, не е страшно, ама па и не е исто сега, не е секојдневно кој сега ќе те стават со кабли, ке те заобиколат и друго чувството. Не е секојдневно чувството, разбираш, како е на секој интервју. А види се, Автовелт ти е веројатно генерален спонзор, така? Со мене од кај дојдам секаде од со мене. Сега, по едно ауто да возиме. И да погинеш колку можеш ќе се спасиш. Се гледаме за кратко. Ајде. Бени, имаше една поговорка, викаат дружба си е дружба, служба си е служба, сега сум јас служба.
Јас сум од службите, господине Шечири. Не те слушам ништо. Викаат, не те слушам, калнико ми тропа. Да, ајде, шала настрана. Бенива е оне по-сериозно, по-онака динамичен дел кој што гледачи најмногу го сакаат. Да почнеме со полиграфското испрашување. Дали твоето име е Бени? Прво прашање. Не. Кажеш не. Добро. Па не, ако сакаш да го продолжим одговорот, онда не е полиграфски, онда е малски. Не. Добро, како се викаш? Арбен. Арбен. Да. Арбен ти е дадено по дедо, кум, како иде, например, сум по Тоа дедо. име му се допаднало на татко ми и тоа ми го закачи. Значи не е од кум. Така ме пријавил, не. А за Арбен на скратеница е Бени? Да, има една приказна тука малце е подугачка. У две реченици, адвокатот Арбен Голја, Добро. неговиот татко Добро. е покоен, исто така како и мојот, биле добри пријатели и на татко ми му се допаднало името што го носел адвокатот Арбен Голја. И Така. според него, као некакво влијание е имало тоа на одлуката на стариот, да ме запиште да ме регистрира како Арбен. Супер. Второ прашање. Станува збор за музика, за кариера за Балкан, кој што е малце по директни прашањата и се да видам дали ќе одговориш со со нели го образложиш. Дали мислиш дека Јала брат и Буба Корели се музичари? Ако имат некаков талент да го креираат, тоа што го пласираат и тоа добро им проаѓа и се продава, скидам капу. Ја тоа не го слушам, ниту го одобрувам, али немам право да го оспорам она што има влијание врз масите. Кај год свирате полно, така да кој сум ја, да било што не сум ја никаква порота, никаков судија. Едноставно, мене не ми се допаѓа со уото. Но Бргаат работа луѓето. но си бркаат работа и тоа што го прават музика. И има талент. Дали се музичари, ако го земеш по ПС, по правило службе, не сум ни ја музичар. Јас сум као оние натушчици, кажеме, надарени со како би го нарекол тоа, со некои актерски вештини во филмовите на Кустурица. И јас сум музичар кој што можеби залутал музиката затоа што неам ниту академија, ниту читам ноти. Но тоа не значи дека не знам у 3 акорда да склепам песми да напишам текст. И тоа добро да функционира, така да све по тој домен во уметноста е релативно, не мора да си школува, не е нужно да си школуван и образован музички за да себе си се наречеш музичар. Дали според тебе Цеца Режнатовиќ е највлијателната балканска музичка звезда? Па, може би тоа беше до пред неколку години, сега веќе не верувам во тоа, затоа што... Не. Не, затоа што влијание имаат и овие двајца Јала брат и Буба Корели, Харис Джиновиќ, не знам, Аца Лукас. Оној, како се вика, овој Десингерица. Десингерица, да, будала тешко, ја го обожавам. И Да. имаш ти мал милион имени и презимена кои што имаат влијание, така да може би Цеца беше највлијателна до дека телефонот како справа не стана преддоминантна животна справа во животот на секој од нас. Сега више Добро. мислам дека Цеца не е. Четврто прашање, дали мислиш дека Каролина Гочева е потценета на Балканот? Да или не? Па Каролина Гочева е известно дека има талент, има добри номери, има добра музика, дали е поценета? Ја и за себе мислам дека сум поценет, па така ми се посрехило. Тоа нема врска. Така да мислам дека не. У животот треба да имаш мала надобавка. У животот треба малце да имаш и знаеш да Среќа? си лаки, да си сречко. Сречко да си, Да. да, таква звезда што вика да си Има постекне. несомнен е талентот. Убава е, лична е. 100 години добро е пее. исто, многу е убава, Да, да. не, тука нема дискусија, ама дека може би баш не и тргнала картата као на многумина од нас. Ти ги имаш Маријан Стојановски и Тоше Проески. Знаеш, тоа се двајца... Двајцата искочу исто време, двајцата исто пеа, двајцата исто учи, Исто талентирани свирачи, образовани, Тоше Тоше оствари една сјајна кариера која нажалост беше прекината, така како што се прекина,
Маријан Стојановски, мислам дека работи У опера и балет. у опера и балет и тоа е едноставно така, значи, живот треба да се. Пето прашање, дали разговараш лично и моментално со Петри Шелегов? Не сум го ни сретнал. Во моментите кога јас се кандидирав, па до неговото завршување како градоначалник на Скопје, се видовме, мислам, еднаш или два пати и уредно се поздравивме за тоа што тоа беше пред луѓе, ние сме возрастни, воспитани луѓе, тоа што не се слагаме, Боже моја, и со брат ми може не се сложи. Така да, Да. сега да го видам нормално дека ќе поразговараме сега. Али ако не сега може и да не разговараме, не ми прави проблем. Види, анализираме, мора да ти ја кажам тоа на почетокот, пошто почна ситуацијата која што почна многу јајте темпераментни и динамични. Детекторот ги анализира прашањето 30 секунди. Отколку ќе притиснам ја да или не, се анализира example questionот и имаме 30 секунди 29, затоа ти поставам подпрашање да мине тоа време додека детекторот детектира дали е вистината. Дали ја лажам или не лажам. Да, дали е вистината или не. Лажам све. Дали мислиш дека рок музиката умре? Шесто прашање. Па не е умрена, затоа што ако ги имаш Foo Fighters, Metallica, AC/DC, Guns N' Roses и а тоа се оние рок-н-рол диносауруси Ама од кои времето збориме за сега, Бен. Дали има нова песни на Guns N' Roses, Metallica? има Rolling сега Stones? издадоа. И Metallica Освен издадоа концерти нов што албум. прават пари на тоа. Сега, како ти кажам, значи треба да не функционира за да можеш да го прогласиш рок-н-ролот за умре. Добро. Чим функционираат и Да, коштаат нешто како, не. најскупите бендови се токму рок бендовите затоа што се стадионски и А за Македонија кога збориме? па не, имаш ти тука респектабилни бендови кои што свират и функционираат се уште. Можда јас сум најмалку активен од сите, али па на некое друго ниво сум поактивен од останатите, на свирачкото, затоа што работам некоја варијанта полу авторска, полу наречија кавер. Останатите бендови, види, и нокаут е нешто измеѓу поп и рок, барем ја така би може да ги класифицираме. Сега пред некој ден има, не знам, ги имаш разноразни бендови. Седмо прашање. Дали има позната личност во Македонија што приватно не можеш да ја поднесеш? Па, во поранешните години, у суштина дека бев помлад, можда и се баве со тоа, се више просто не ми интересира. Сите ги поднесува. Пошто сум, како ти кажам, созран и потпуно равнодушен. Ако е нешто добро и да он лично не ми се допаѓа тој некој замислен лик, ќе му признам дека е добро. Тоа е веројатно резултат на зрелост. Да, убаво кажа и до годините, резултат на зрелост, долги години се и на музичката сцена и долги години се некако се занимаваш Престар сум ја да се заебавам со овие вака сега кого поднесем. Што има ја да поднесем и да не поднесем. Дали си бил сведок на неверство меѓу познати личности во Македонија? Веројатно да, ама не може да ми текне. Али веројатно да. Сведок на неверство. Што е тоа сведок на неверство? Дека го гледал самиот чин глупости. На таков чин не, али дека е нешто дека имало рекла, казала, да. Како се сексаат, апсолутно тоа никој не Добро може. да сега има свашта извитоперено на планетата. Да, нормално, ама ние доаѓаме такви кругови. Добро, 7, 6, 5, 4 се анализираат. Идеме на 8 прашање. Дали би снимал дует со Сладкаристик? Апсолутно да, што да не. Го почитуваш, го сметаш за еден највлијателните рапери во Македонија, револуција што направи. Он е талентиран, песни, талентиран поет. Ја хип-хопот него пратам многу и не сум многу стручен и вичен по тоа прашање. Али истото што го кажав за претходно за оние двајца од Сарајево, мислам дека се од Сарајево дечките. Да, босанци си. Да. Исто да го мислам и за Марко Сладка.
Дечкото е добар у тоа што го работи и него му е добар. Бени, зошто тоа сега ми дое? Тоа е одлично да ти некој дуе да направиш ти како стара манга со некој Требаше, така многу добар. сега ќе ти откривам нешто што е ексклузивно и многу ги мрзам оние што се шлепаат на сите му беа другари на Тоше, сите плачаа по Тоше. Знаеме колку хипокризија имаше и у таа приказна. Истото сега не би сакал да звучам патетично и да купувам поени на Панчо. Ми беше изузетно драг, близок, добар другар. И Панчо пред сите дуети негде на таму на оние почетоци пред доста години ми каже: брат, дај да направиме нешто ко Run DMC со Aerosmith. Викам, боже бе, супер, ќе направиме денес сутре. И ето, заврши таа приказна. Ја изузетно се каам затоа што бев многу лежерен по тоа прашање. Он не беше нападен у тој правец. Многу беше амбициозен. Си вика, остај го будала, сега ќе го молам. Ќе направам со, не знам, со овој, со оној. Си правеше тачно Панчо. И ја нив двајца многу ја ги сакав приватно, као луѓе другари. Така. Мислам, независно од тоа што они го правеа као музика. Ми беше драго и стално му викав: слушај, сега ти иде, немој да си направил грешка, штекај пари, штеди, нема вака стално да иде. Знаеш, пошто животот е горе и доле, викам, а ти си сам, знаеш, викам, препуштен си, знаеме и како детство имали, и некако, сега да не звучам патетично, да не влагам у детали, така да тоа требаше да се деси тој спој, ама, Боже мој, така требало да биде. 10-то прашање, дали си задоволен од директорската позиција во Македонскиот или Младинскиот, се извинувам, културен центар? Не. Зошто? Затоа што сметам дека може да се направи повеќе, затоа што околностите во кои што работам не се онакви какви што јас сум ги замислувал дека треба да функционира. Културата треба да има една огромна несебична поддршка од сите страни, а задниве 2,5 години гледам дека тоа баш и не е така. Би се кандидирал повторно директор? Зашто? Не знам, за нека друга функција. Не, апсолутно никогаш повеќе. Никогаш. Дали би влегол? Нема боле него да си фри артист. Фрилансер. Значи, тоа што ќе го сработиш, какво год да е, едноставно ќе бидеш награден онака како што Севишниот ти дал. Одека имаш мал милион фактори од кои што ти влијаеш, сега нешто чекаш. Дали би влегол во ТВ проект со Игор Џамбазов? Да, Игор е супер, што да не. Знаејќи неговата одговорност, неговата суета, неговата дисциплина, недисциплина. Види, ја оно колку што сум имал прилика да го запознавам Игор, мислам дека не е суета. Барем не го покажал тоа во однос на мен. Неговата професионалност, неговата величина, големина, неговата... Па што сега тоа е одработено, он е од практично од пеление во овој бизнис, така да мислам да е другачие, мене би ме чудило кај него, а ова што е вака е сосема природно. Дали може Бени без нон-стоп? Не. Не се гледаш како сам? Како Арбен? Не, па види, зарем не сум можел тоа да го постигнам да го направам. Не ме занима, јас сум тимски играч. Јас сум да. Изузетно полагам на тимот, затоа што момците кои свират со мене прво се истата постава преку 20 години. Скоро се знаете како дишите, народно кажам. Да, со исклучок на Дулен, клавиатуристот, кој што дојде пред 12 години, 10-12 години, не знам колку има више. Они се такви луѓе, он практично они ми се фамилија, ја така ги гледам, така ги доживувам. Скоро секој вече се гледа. Нема да се устручавам за било што од најбанална ствар до најтешка и најодговорна работа да им се обратам и да им се доверам. На секој од нив, пошто после 20 кусур години дружба, баш кад црниот преку 30 години ми е друга. Боби има сега 41, ја го упознав кој имаш 18 години.
Сега, значи, тоа е поише од пола живот. Добро, супер одговорено прашање. Тоа и ми требаше. Дали е точно дека некојаш си имал конфликт или физички си нападнал некој за сцена на македонски фестивал? Не може да се сетам, мислам дека не. Али не е исклучувам, може да се дека не знам, сум заборен. Не. Како млад беше подрзок и побезобразен од сега и сам кажа. Ама добро, тоа е, ќе видите. Те нервира луѓе најмногу зошто за сцена на фестивал, ради награди, ради Не, никогаш каприци, ради никогаш комплекси? не сум бил завидлив, но. да? Едино што ме погодува емотивно, приватно у живот е неправда. И сега ако видам дека се дешаваат неправди кои што се директно упатени на мене, тогаш може би и би изреагирал, ама добро што ме прашаш, стварно не се сеќавам. 14-то прашање, дали е точно дека сакаш да ја скратиш твојата прекрасна коса? Па со години наназад се думам и неам, како се вика тоа по скопски, неам гс. Немам гъс, значи да. Сакаш. Па сакам затоа што е полесна за одржавање, башка више и не останало нешто многу од она што некојаш било коса. Али добро. Кога Две ќе прашања. што вика Црни, јас сам ќе ти кажам кога више нема да изгледаш вика као нешто, на ништо да не личиш. Јас ќе ти кажам дојде се дека ја те толерирам. Да, и нема мене си ми убава, вака, и ја не би те замислил, така и нема тоа е тешко глупо, значи ти си Миро, после Ти ова си- идеме да еклери. ти си автентичен лик и си препознатлив по ова. А да, и- веројатно е до имиджот, што знам, немам појма. Дали е точно дека си заминал од студио на емисија во живо на македонската телевизија? Апсолутно да. Поради глупи прашања. Не, но. Поради што? Во 3 реченици. Бевме поканети да дојдеме во утринската програма во 8:35 да влеземе во студио и тоа да трае до 09 часот. Као 20, колку до 20? Не, од во 9:35 во 10. Во 10 се вклучуваше дневник 10 утрински од друго студио по автоматизам. Тогаш беше такво правилото, не знам дали тоа важи сега. Ние дојдовме, станавме у 6 за да се избањаме да заличиме на луѓе ко жаби у очи неподуени од спиење, а Бог знае кога легнати. Доаѓаме таму и дроби еден наш еминентен новинар. Не е пристојно да му го кажем идеја, пошто човекот не беше крив, требаше да го прекинат. Он си се опушти, они одеа по линија на помал отпуст и тај беа клинци нека чекаат. Аха. И влеговме во студио во 5 до 9, а они требаше тогаш во 5 до 10, а у 10 по автоматизам се Чекај, сакаш уклучува да кажеш дека дневникот. 5 минути интервју ќе имавте? Да. Ќе се убија. Ми поставува прашање, еве тоа беа ќе се сега ќе убија. го пуштиме спотот сам, тогаш беше 2000 и тоа е втора, трета година. Се убија. И јас ја прекинав таа малецка водителка, пошто не можам да ја наречам новинарка, беше млада и неискусна. Се убија. И викам, поради вашиот некоректен однос, немој више никад да ме викате у студио, за вас не постојам, затоа што вакво безобразие најмалку очекував од сериозна телевизиска куќа као што е НТВ. Си станав усред емисија и си отидов, му викам на Даре, стани бе, викам, што требаш, ајде. Браво, ја прв пат го слушам. Предпоследно прашање. И дали би го направил тоа, пошто сега да почнеш да ме дркаш, нормално дека ќе станам и се отидам. Да, па и мене некој почне да ме сега трке, ја би се ќе ќаруjem поени, сега ќе се да. улепшавам, ајде, нема. Да, предпоследно прашање, дали е точно? Абе предпоследно од пред 20 минути. Дека го многу поставаш. пати, не ми го прекинува прашањето. Дали е точно дека многу пати знаат и засмета епитетот каор, епитетот шиптар, затоа што имаш одлична соработка или одличен соживот со македонци? Па, види, може би некогаш се убедив на луѓето да им нешто да им укажам, да ги убедам. Сега више не, сега ми е тоа смешно, дебутантно. Луѓе од земјата го контролираат роверот на Марс, ти ги се бавиш со каори, со шип. Така. Мислам, тоа е депласирано. Многу е Веќе селечки. сме и модерни, веќе помина тоа време Не, 2001, не, сега сме види, браќа и другари. национализмот е привилегија на идиоти, тоа за идеале ги будале, како за да ги нормален човек национализмот не е, мислам, тоа е категорија која што ми е страна и
Не сакам да разговарам о тоа прашање. И последно прашање, дали ја кажа вистината? Не. Да. Дами и господа, се гледаме со одговорите од мојот пријател Бени Шакири за кратко. Ха-ха. Добро, почнуваме од првото прашање, дали твоето име е Бени, ти кажа не и точен одговор. Жеми се најмил, дој да видиш. Озмилно, точно ли? Дој да видиш. Добро бе, добро, ти Дој да видиш, сега ги викам сите и после. Што е има да гледам сега, ти верувам ја на тебе. Да бе, да. Да, точен одговор, ти си Арбен. Да. Добро. Дали мислиш дека Јала брат и Бубо Крали се вистински музичари? Кажа да и точен одговор. Ти се позна и по моветов дека го кажа искреното. Дали според тебе Цеца Ражнатовиќ е највлијателната балканска звезда? Кажа не и тоа е точен одговор. Убаво кажа дека има и многу влијателни, не повлијателни. Дали мислиш дека Лина Гоце е подценета на Балканот? Ти кажа не. Точен одговор, не кажам, мислам, така? Дека дека не е подценета, не. Тоа. Го добјасти. Да. Го односи исто кој на себе и јас сметам дека дали разговараш со Петер Шилегов? Разговараш, да, си кажа truthful, дека ти кажуваш вистината. Да. Добро, дали мислиш дека рок музиката умре? Ти кажа не, точен одговор. Дали има позната личност во Македонија што приватно немаш да поднесеш? Кажа на овие години, порано те знам, кажа точен одговор дека нема таква и мислам дека не се замараш тоа, но прашањата мора да бидат малку жута штампа за да бидат интересни. Дали би снимал дует со Луткаристи? Да кажа да, точен одговор. Детекторот така детектираше. Дали си задоволен од директорската позиција во МКЦ? Не, точен одговор. Ја мислам ме дупи за ова. Не бе, зашто? Добро, те разбирам, окей. Дали би влегол во теја проект со Игор Џамбазов? Да, точен одговор. Дали може без Бени, без нон-стоп? Не, точен одговор. Дали е точно дека некој си имал конфликт за сцената на македонски фестивал? Кажа не. Точен одговор. Дали е точно дека сакаш да ја шиш твојата прекрасна коса? Кажа да, точен одговор. Дали е точно дека си заминал од студио на емисија во живо на Македонската? Кажа да и точен одговор и тоа ми го кажа и затоа го напиша прашањето. Дали имаш проблем кога ќе спомнат Шиптар Каур? Кажа дека тоа е дегутантно и дека е така како што е и точен одговор. И дали ја кажа вистината? Ја притиснав не и кажа лај. Значи тоа што ти кажа не на почетокот притиснав, така да. Така да, Бени Шакири, познавајќи ти од твојот личен темперамент, твојот карактер, знаев дека ќе кажеш вистината. На сите прашања, можеби за некој беа меки прашањата, но беа до сега не секојдневни поставени на Бени. Прашања за колеги, прашања за институцијата во која што ја раководи, прашања за шиптарите, за курите. Мислам дека ниеден водител му ги нема поставено прашањата, иако многу пати Бени знае да каже дека сум бил мек како млеко. А не доаѓаат, а одбиваат. Брате, многу си мек со прашањата, ама детекторот, ова ти го кажувам, еве, од сестрата. Да. Така да, ја помина, или го помина полиграфот, ја кажа вистината, така да ти си еден од ретките, имаше, исто јавно личност ја кажа вистината, имаше јавно личност кој што на 2-3 прашања ја сокрија, но детекторот ги детектираше. Не, знаеш како Но сепак ова шоу бизнес, апсолутно. Да, прво справата не знам колку е веродостојна, некогаш човек и да каже вистина може да каже не и обратно. Апсолутно. И на полиграфот, на судењата, на големите тие трајлови како ги викаат, исто може не го земаат предвид и Така е, нова шоу бит, кој што кажа, подкаст кој што е интересен, кој што не секој дневен. Ако у моментот ми се слуши и почне пулсот да ми работи, и сега што тоа значи дека лажам. Да. Дека некој да ти дојам тебе на гости, ја сакам. Да, тоа дека некоја возбудува го као третираат, дали се возбудуваш, да. Така што се возбудувам и тоа е исто. Ти скинам. Дами и господа, се гледаме наредната недела на нашиот YouTube канал. Канал 77, лайк, сабскрајб за повеќе јавни личности, повеќе вакви прашања. Ние уште малци и привршуваме сезонот, се гледаме наредната сезона. Верувам во ново студио, со нова сценографија, а бога ми можеби и со појачување. Ве поздравам до следно видување. Чао!